Бранко, не знам кој те извести дека сме на терен. Јас се уште сум дома, ако гледаш. Да, дома си, да, сега. Се слушаме, дури сега, се слушаме одлично, дури сега видов дека Ване, што бараш дома, Ване, знаеш ли колку е часот, време е да излезеш на терен, Ване. Па јас знам дека требаше 8:45 да се вклучиме, но добра, ајде лека по лека ќе стасаме и таму каде што треба, мислам дека ќе бидеме брзи. Шега на страна, се наоѓаме на гости кај нашите колеги од Македонско радио, Радио 2 и како што кажа во најавата, дефинитивно ако сами ги прашате нема да ви кажат, но ние тоа мораме да го потврдиме. Луѓето кои што стојат позади најслушаната и најпопуларната утринска програма во нашава земја, се наоѓаме на гости кај Тик-так и Зорка во едно малку поинакво студио, во еден малку домашен амбиент. Јане да ја свртиме веднаш камерата да ја видат само Зорка, да видат дека не се шегуваме. Вака. Само Зорка сега за сега. Јас да си се преместам тука, а Тик-так ни прави кафенце, ќе дојде Како прав домакин. Како прав домакин. За добре дојде. Ќе дојде во секое време, за една минутка, две го очекуваме тука. Зорка, добро утро за тебе. Добро утро и фала Богу што ни дојдовте на гости. И фала Богу што вака не примивте на гости во вако хубав домашен амбиент. Ние сме расположени секој ден, што се однесува до нас, може кога сакате да си дојдете. Убаво ни е, баш како колеги, ти точно знаеш како оди сето ова, така што мислам дека ти е јасно од прилика зашто сме ние вака опуштени. Разговорот го почнавме утрово и кога ја стартувавте емисијата во 7:30 со неверување во колку стануваат колегите што водат утринска на радио. Да ти кажам, јас сум пресрекна што сум на радио тогаш, што не сум на телевизија. Да, што не сум на телевизија, пресрекна сум. Со тоа што за на радио не мораш многу да се дотируваш, Арнама мора биеш секогаш расположен, знаеш тоа како оди. Од проста причина што не е важно како изгледаш ти тој ден. Важно е да си расположен, важно е луѓето да те слушнат, да ги расположиш тие што те слушаат, заради тоа што нели, тоа е она всушност зошто те бараат, да. Види кафе сега. Ајде, господине, повели. Дошле у влашка куќа да не ве почастиме ништо, еве. Повели сладко, смокви, кафенце. Ама не беше говорот за смоквите, ама добро, тоа е така. Не, после ќе кажат не се даваат работи тука, било кој Зорке. Еве, ова сладко во смокви е домашно, слободно послужете се. Сними лепотицава. Лепотицата по сладкото од смокви се. Ова го имаме правено во 2-3 емисии. Јаде сладко од смокви? Да. Дечки, уште еднаш навистина ни е мило што сме тука и добро ве најдовме. Колку време веќе сте од ваков амбиент? Веќе поминува втора година? Па да, само што почна короната. Кога беше на првото работа од дома карантини, се лоциравме тука и од тогаш сме неразделни од баш од овој просто. Колку време се познававте со Зорка? Долги години се дружите? Ја не те молам фати го. Фати го, види ка. Ајде, да видат гледачите како се играме. Некогаш зборувате со третава колешка или не? Само кога ќе се јави со комшиката од Карши која ќе решат да оговараат од Сабајле, па се слуша и она, ама во принцип е релативно мирна. Само бара храна. Утринска програма од 7:30 до 9:30. Да се вратам сега на разговорот, работа од дома, но и си продолживте во ваков убав амбиент и навистина во убаво делува од тука. Да. Пријатно е многу како амбиент, плюс мислам дека она што е многу важно е да си биеш свој во свој простор, за да можеш да пренесеш таа нека добра позитивна енергија на што се слуша. Ако веќе има опција тоа да го правиме вака, зашто да не? Има ли некоја финта, некој рецепт да се направи најслушаната утринска на радио или вака треба да се познаваат, да кликне енергијата помеѓу водителскиот пар? Треба хемија. Знаеш, да се разбираш еден со друг и да очекуваш што е она што таа може да каже или што е она што јас можам да кажам, за да она може да се надоврши. Како за педијатарот, муабетот од 7:30 и за нас, кога стануваат водителите на телевизија, кога стануваат водителите на радио. Со таа разлика што пак од време на време знае да направи ризик со муабетот, знам да направам ризик, пресметам со муабетот, чисто за да се изненадиме еден со друг и да ни биде и нас интересно, затоа што кога се договорено, ако се нели однапред предвидено, мислам дека прво ние нема да уживаме во работата, а и нема да ни биде пријатен целиот тој однос. Инаку рече, колку време се познаваме, повели? Ајде, се познаваме 10 години од прилика. Може и повеќе од 10 години се познаваме, кај што само дружевме без да работиме заедно, па едно време па работевме, па се скаравме кога работиме, секој се скара кога работиме, ама на крај, да,
пак сме си на крај. Вие се карате во живо некогаш кога ве слушам, па Каролина кај. Се е по сценарија. Се е по сценарија. И во живо никогаш знаеме да се закачаме, меѓутоа да се скараме до сега не се случило и кога двајцата сме многу тешки карактери за функционирање. До сега 10 години чукнам во дрво, не се случило нешто поспецијално да не се случи во односот. Така што мислам дека точно се познаваме кој како размислува, како се однесува и до кај некој може да оди со муабет, што се однесува и на радискиот муабет и во приват. Така. Добро, јас сакам малку и да видам како изгледа едно ваше вклучување во живо на Радио 2, така едно 5-6 минути би можеле да направите муабет или малку ви е тоа? Може, сосема е. Чекај да видиме како изгледа тоа едно поврзување, па ние потоа ќе го одјавиме во линковско вклучување, да не многу нели муабетиме тука, туку да видиме во живо како тоа изгледа едно вклучување од студиото на Тик-так и Зорка преку Радио 2, преку 5 фреквенции и да видам баш која тема ќе си ја фатите сега. Зорка има микрофонче, јас ќе застанам тука до Тик-так. Да го закачим овде ако сакаш. Ајде да видиме како, чекај вака. Ајде се во джепче ќе оставиш. Не. Ете, заглави. Браво, колега, браво. Чекај, ова морам да направам селфи. Ајде, како на пресконференција. А Зорка, чекај од вам. Дебели прсти. Чекај да јас од тука вака ќе се свртам, само да не скинам некој кабел. Може вака? Да свртам само? Ајде, може. Браво, леле, Зорке, колкава рака имаш. Те колкава глава да видиш имам. Ето, имаме се. Тоа е тоа. Ајде, вклучете се. Палот. Дечки. Чекаме да ни заврши песната. Ние сме лимитирани со песни. Каква кафе правиш? Тек сладкото да го пробаш. Добро, ова е тоа што го мешавме во додека правевме емисија. Да. Добро. ...7:54 на Радио 2. Ако гледаш телевизија, сега можеш во исто време и да не слушаш на радио, бидејќи дечките од телевизија се се уште тука. Поздрав. Моментално го окупираме целиот етер во Македонија. За егоманијак како мене нема подобра работа и на радио, и на телевизија, и со слика, и со глас. Фала ти, Ване, за оваа можност. Ова ќе ме држи бар наредниве 2-3 години. Ама и каков поглед има, колку ова светски изгледа. После тоа, да го обновуваме на секој месец до 2. Русија, како резултат на санкциите кои што ги наметнаа сите овие европски и светски земји, мораше да го затвори Макдоналдс, мораше да затвори еден куп странски фирми, мораше да го затвори и Starbucks. Ама русиве манги. Пазите, молам. Си го отворија Макдоналдс под некое друго име, значи само го сменија логото и брендот, Дедо Васија или нешто слично. Сериозно, Дедо Васија? Добра. Некој дедо, дали беше Васија или не, небитно. Завчера, прекчера имаше ребрендирање и на кафетериите на Starbucks. Леле, видов, логото го видов и не мислам... Сирената ја смениле со руска баба со петокрака, така? Сериозно, мислам дека станува збор за фотомонтажа, дека некој си поигра малку со фотошопот, викам, нема шанси ова да е вистина. Кога тоа? Стар кафе се вика. Стар кафе? Да. Многу инвентивно, многу интересно. Мене не ми е јасно зошто одбра Стар кафе, кога сосема легитимно можеше да биде Царбакс. Аха. И тоа цар на руски се пишува ТСАР. Да. Може. Старбакс, Царбакс. Царбакс, само една буква ќе беше смената. Да. Интересно. Јас бидела во таа танчина што воопшто не би се врзувала со оригиналот како име. Ке си направам собствен бренд, кој што... Па си направија Стар кафе се вика. Добра, ме направија Стар кафе, кој што ептен наликува и како да знаеш дека е копија на она кое што се затвори. Јас би одела во таа танчина што би го направила уште подобро, па и името не би било слично. Кога копираш, вообичаено треба да си многу вешт во тоа, копијата да биде подобра од оригиналот. Тоа многу ретко се случува вообичаено. Да. И види кај нас iPhone прва копија, iPhone втора копија, iPhone трета копија, ни една не е верна на оригиналот. Louis Vuitton ташна, Versace ташна, знаеш дека не е. Си ја поминала фазата од животот со фейк Louis Vuitton ташни? Па се разбира, кој нема? Порасла некој без фейк Louis Vuitton ташна? Не, одиш таму кај што купуваш, нели, во тие сомнителни будки, ти викаат, се купува на плажа во Грција. Класа. Тоа се купува само на плажа во Грција, не на друго место. Не знаеш кај да побереш, има и кај нас. Сериозно? Вика, ова е прва класа. Девојче, пери носи, бешо кај ќе перам ташна, пери носи девојче. Се познава по нешто? Ти на времето... Да, на времето како главата високо ја креаш кога носи.
На времето, некаде доцните 80-ти, рани 90-ти, Левис 500 кес фармерки беа во мода. Добро. И се продаваа само во Вартекс на времето и еден куп фалц роба по пазарите. Знаеш кој беше единствениот начин да се познае во наводници дали беа фейк или не? Не знам, нека гајка фаја. Штепот од внатрешната страна. Значи на оригиналните Левис 500 кец беше растворен и се гледаше плава линија. Наводно. И она, доаѓаш ти во школа со нови 500 кеци, сите ти викаат дај подвитка и ногавицата да видиме каков е штепот. А веќе знае од кај да Одма се те бара. провалуваа дали е фейк или не. Да. Многу интересно. Ние сме нација која што нема проблем да се носи такви работи. Зошто? Нема проблем. Па види, имајќи предвид Мене- колку коштаат на фейк пазариве и колку Так. кошта нешто оригинал дизајнерско, купи си го фейкот, Знаеш што носи ми е го мене пола сезона, фрли го. Поинтересно од фейкот, моментот кога повозрасни луѓе носат мајци со надпис, а немаат поима што има на надписот. И тоа е многу вака. Да, А на горди. мајцата пишува да речеме ајде се не можам на радио да ти кажам и на телевизија Не па може што е на тоа. англиски Ама, ме разбираш, например, јас се прашам дали имате внука, внуче да ви преведе, да ти каже бабо, дедо, ова не е мајца за на пазар, ова не е прикладна мајца за ти да ја носиш. Не знам, ама мене би се па многу симпатични. Начинот на кој што ја носам, убаво си Јас мислам дека внучето или внуката се тие што ја купиле мајцата во Па прв да, план, а веројатно, не. бабо, ова не сакам да го носам, еве ти повер. Веројатно да. 7:59 гужва во Скопје нема, освен кај Скопски аквадукт, булевар Словенија, улица Скупи, тамо се гради некој автопат, има застои, остатокот од Скопските улици горе-доле чисти, каде и да одиш, вози внимателно и среќен пат. Сега може да си го Толку земам беше радио. микрофонот. А микрофонот да му го вратиш? Може микрофонот да ми го вратиш? Не. Може. Чекај вака. Оп. Ете така. Ви благодарам, дечки. Благодарам на кофенцето на сладкото од Погодено ми смокви. е, Извини, нели? ја да те прашам нешто у телевизија, све што ќе ви донесат вака јавете? Па не е толку рано. Добро. Не е толку рано. Ама и Сакаш ретко да кој не кажеш, носи ако не сладко да од смокви. донесат навака? Да ви го носам? Да ви донесам ако некој не донесе нешто? Чисто ме интересираше Па дали... можеш така, од време на време, пропатно сме ти помини, донеси нешто. Па нема Ке проблем. пробаме, ке искоментираме, тоа не е проблем. Ви благодарам уште еднаш, имаме вести во 8. Многу ми е драго што дојдовте. Дечки, продолжете вака. Фала. И вие И да не дојдете и на телевизија на гост. А, може договорено, не Може? сме биле до сега. Ама ќе еве од дојдеме. 9 часот нека биде гостувањето, за да не мора рано да станувате. Може и од 10, Многу, да. многу. Ако, ќе се договориме. Да се вратам јас на место, смеам тука. Може слободно. Вака. Студио, ако беше тоа се, ако нема прашања, ние да се одјавиме. Па, нема прашања, меѓутоа, немојте луѓе од 10. Во емисијата до кога ќе трае? До 11, до 12? Ќе станеме пладневна. Па ќе ја продолжиме. Бранко, мислиш дека овие луѓе не заслужуваат и до 12 емисија на телевизија би водела емисија од 10 до 12? Никако. Ни под Ќе одиме до првиот дневник во 17 часот, тоа па е. ќе видиме до каде ќе стигнеме. Готово, договорено. Чао, чао.